Поголем број на патни ознаки, почеста патна сигнализација, но и осветлување на пешачките премини во вечерните часови, предлагаат експертите. Според нив, оваа проблематика е стара рана која подолго време го мачи главниот град. Според сообраќајниот инженер Игор Митревски, потребно да се следат европските примери каде има поголема фреквенција на возила и пешаци, но помал број на жртви. Недостасуваат одредени обележувања на патната инфраструктура, ние тоа го говориме со години, можеме да забележиме на одредени места дека самите пешачки зони недоволно се обележени. Конкретно за Скопје надлежноста има јавното предпријатие улици и патишта. Реакцијата на експертите доаѓа по последната несреќа на една од црните точки во главниот град, булеварот Партизански одреди, каде поради неконтролирана брзина животот го загуби младата Фросина Кулакова. Митревски смета дека овој случај не е изолиран, бидејќи тука низ минатото голем број на пешаци го загубиле животот или имале повреди кои предизвикале траен инвалидитет. За него, неодржливоста на подземните и единствениот надземен пешачки премен Влајково Влае се показател за лошата патна и пешачка инфраструктура во главниот град. Голем број на прегазени пешаци и летаргичноста на минатата власт, за која бројот на жртви беше само статистика, го вклучи алармот кај владеачкото мнозинство. На седницата на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, од страна на претениците на ВМРО ДПМНЕ, Знам и Вреди е предложена расправа за измени во Законот на безбедност во сообраќајот која ќе се одржи на собраниска седница во петок. Еден од предлагачите, пратеникот Бобан Карапеовски од движењето Знам, потврди дека во расправата ќе бидат вклучени експерти, надлежни министерства и други релевантни фактори кои ќе имаат директен допринос во измените на законот, кој според него е застарен и мора да биде подлегнат на измени. Целата поента е да се направи таа анализа, да се слушне и од една страна државните органи, но од друга страна и стручната и научната јавност, што имаат тие да кажат што е она што треба ние како собрание да го направиме, а тоа е во делот на законодавството, така во делот на легислативата, за да биде подобра, за да имаме подобри закони, за да се превенира од една страна, а од друга, па и кога ќе дојде до такви случаи, да се добијат соодветни казни. Така што не можам да ви кажам детали за тоа што ќе испадне од сето тоа. Опозицијата најави активно вклучување во расправата, потврди претседателот на опозицијската СРСМ, која бара за оstrување на казните за тешки дела во сообраќајот, но и присуство на полицајци пред и во секој училиште. Одговорот за состојбата на сообраќајниците во Скопје побаравме од градската управа, но од градот до објавување на овој прилог до редакцијата на Алфа не пристигна одговор, а со самото тоа останува неодговорено до кога главниот град ќе биде црна точка за пешаците кои ги преминуваат улиците.